Зедов збор да се изјаснам зошто нема да гласам за оваа точка. Тоа е затоа што и во новиот мандат на новиот директор на АНБ гледаме злоупотреби, се повторува праксата пратеници од опозицијата да не можат да добијат безбедносен сертификат државна тајна. Конкретно јас пред повеќе од 6 месеци имам поднесено барање за државен сертификат за безбедносен сертификат државна тајна. Иако Законот за класифицирани информации децидно предвидува дека треба да добијам одговор во рок од 6 месеци, јас немам добиено одговор на моето барање. Не знам дали тоа е можеби од некој политички реваншизам затоа што Левица прва го обелодени скандалот со дипломата на директорот на АНБ, па сега поради тоа јас не можам да ја вршам мојата пратеничка функција. Меѓу другото, тука сакам и да потенцирам дека и очигледно и реформата што беше на безбедносните служби се покажува дека не беше доследно реализирана за да се подигне демократските капацитети на овие институции. Ако се има во предвид дека ние имаме владин функционер кој има безбедносен сертификат иако има двојно државјанство, и тука се гледа и самата контрадикција во законската регулатива. Еве, јас немам двојно државјанство, па немам добиено безбедносен сертификат за државна тајна, додека владин функционер без никаква безбедносна проверка поседува сертификат за државна тајна, и тоа може би ова и ете на уставна материја. Уставниот суд треба да разгледа како се дерогира пратеничката функција и како се дерогира пратеничкиот легитимитет на ниво да тоа да владини функционери без никаква проверка добиваат сертификати, па доаѓаме до ситуација да наместо собранието да ги избира владините функционери, очигледно владините функционери го избираат собранието, и токму поради тоа јас нема да гласам за оваа точка, ако се има и во предвид изминатите 30 години дека Македонија е неверојатно единствена држава каде што имаме дури 3 случаи на масовно прислушување кои немаат никаков исход и нема никаква развршница. Јас искрено со оваа констелација кај што очигледно денес на пратениците од опозицијата им еускратено правото да извршат надзор над безбедносните служби, јас искрено не очекувам ништо дека ќе има и од овој денешен надзор.